Селата во Македонија. Папрадиште. Папрадиште заедно со Ореше се единствените мијачки села во областа Азот и целиот Велешки регион. Селото е создадено од мијаци од селата Тресонче, Лазорополе, Гари, Галичник, во мијачијата од Западна Македонија, кои овде се доселиле бегајќи од нападите на албанските качачки банди. Народното предание наведува дека порано на пространиот атар на денешното село Папрадиште постоеле три посебни села: Старо Папрадиште или Звезданово, Чеплес и Гарван. Звезданово или Старо Папрадиште се наоѓало на местото на денешното село, додека Чеплес и Гарван се наоѓале северозападно и северно во долот на Чеплеска река, која е десна притока на Бабуна и се влева во неа кај Нежилово. Тие се оддалечени по 1 час одење пеш од денешното Папрадиште. Тие стари села пропаднале во некој бозгунлок, тоест бој, битка или борба. На селиштата Чеплес и Гарван се познавале остатоци од куќи, гробови и од една црква. За некои селеници од Чеплес се мисли дека преминале во ново село, кај денешниот Стари град. На Чеплес во денешно време постои познатиот планинарски дом, додека на Гарван жителите на Папрадиште имаат ниви со компир. Таму избива особено силниот извор Празна торба. Сегашното село Папрадиште настанало во поново време, го основало предците на родовите доселени од мијачкиот крај. Тоа би можело да биде кон крајот на 18 век. Во времето на доселувањето, атарот го купиле од некој бег, платиле 100 кеси грошеви. Ѓорче Петров во својата книга Материјали по изучувањето на Македонија од 1896 година запишал дека Папрадиште е населено со мијаци доселени тука пред 80 години. За време на населувањето, предците на денешните селски родови биле сточари, терзи и зидари. Условите за споменатите занимања биле доста поволни и во новата област. Изгледа тоа било главната причина што тие се населиле тука. Благодарение на овие занимања, жителите на Папрадиште успеале да создадат многу богатство и капитал, додатна печалба, да патуваат и остваруваат контакти со луѓе во странство и слободниот свет, што придонело луѓето во селото да бидат многу свесни и будни за општествено-политичките прилики и активно да се залагаат и борат за ослободување на Македонија и македонскиот народ и сеопшто подобрување на состојбите. Во тој поглед спаѓаат познатиот голем македонски национален деец, научник и револуционер Димитрија Чуповски и неговиот брат Наце Димов. Исто така, македонски национален деец. Тие се средно со научна, публицистичка и револуционерна дејност се залагале за слободата и независноста на Македонија и македонскиот народ во Русија и родниот крај кон крајот на отоманското робство, за време и по Балканските војни. Истовремено, дел од жителите развиле големи склоности кон уметноста, како што се големиот, познат и проучен градител на цркви низ Македонија и Балканот, Андреа Дамјанов, потоа познатиот сликар, последен зограф и основоположник на македонското модерно сликарство, Димитри Андонов Папрадишки, зографот Ѓорѓе Зографски. Се до раселувањето на селото во втората половина на 20 век, жителите на селото се уште се занимавале со занаети. Единствено опаднал бројот на терзиите, а нагло се зголемил бројот на молерите. Во Папрадиште често се споменувал и се раскажувало за некој Ангелко Шикля, кој имал околу 200 овци. Ангелко бил и главен изведувач на градежните работи во други блиски и далечни населени места, каде што работел со голема дружина. Со одгледување овци во поголем обем се занимавале припадниците од родовите лопатаровци и мачкаровци, при што секоја нивна куќа имала од 100 до 300 овци, кои лето се чувале на 3 бачила во местата Кортовица и Чеплес, по секој
по 400 до 700 овци. Во Папрадиште се одгледува и доста компир, при што едно домаќинство годишно произведувало по 5 до 6.000 килограми компир. Како што било наведено, поради наведените занимања жителите на Папрадиште често патувале, доаѓале во допир со други луѓе, заработувале доста пари и внесувале новини во своите куќи. Затоа, ова село, како и Горно Врановци, во поречието на Тополка, важело како најнапредно во целиот Велешки крај, а такви били и неговите луѓе, кои се дел од големите македонски напредни великани, дејци, уметници, како горе споменатите Чуповски, Наце Димов, Андреја Дамјанов, Димитри Андонов Папрадишки и Ѓорѓе Зографски. Летото 1884 година албански плјачкаши кои дошле од запад, од Зајас, ги запалиле куќите во Папрадиште и извршиле колеж меѓу населението. Тие плјачкаши ги повикал Никоси Абдула, кој бил семен Папрадишки. Начело на плјачкашите се наоѓале Селим Марк и Меча Качак. Овој настан е оперен во народна песна, а е насликан и на познатото ликовно дело на сликарот Ѓорѓе Зографски. Папрадиште и Ораше биле познати по опустошувањата кои им ги направиле албанците Дебрани и во 1889 година и покрај овој настан албански качаци доаѓале во Папрадиште поради што турската власт на една зарамнетост на Папрадиште изградила кула во која секое лето престојувала по една воена единица. Тоа место денес го носи називот Турска кула. Во горниот дел на Папрадиште се наоѓа црквата Свети Петар и Павле, изградена пред околу 120 години на местото на некоја постара црквичка која останала од раселеното од Звезданово. Денешната црква е една од најголемите и најубавите цркви во нашата земја. Планот за изградба на црквата го направил Андон Стаменков од селото. Гробиштата се кај црквата. На денот на црковната слава е селскиот собор. Тогаш во ова село доаѓаат голем број на гости, дури и нивни иселеници од Софија, Белград и Скопје. Порано на Петровден се одржувале и селските свадби. Жителите на Папрадиште брачни врски склопувале само меѓу себе или со жителите од соседното село Ореше. Понекогаш биле доведувани девојки или вдовици од мијачкиот крај. Кон средината на 60-тите години на 20 век, Папрадиште имало 103 домаќинства. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 14 жители, сите македонци.